Зошто председателот Радев со свој разузнавачи ќе ги штити бугарите во Северна Македонија? Зошто милитантен план? Кој сака од бројната бугарска заедница да направи пета колона на Софија? Ова на некој начин треба да представува и аларм за нашите безбедносни служби за да со поголема сериозност пристапат кон прибирање на информации околу делувањето на бугарската разузнавачка служба на територија на Република Македонија. Блаже Коневски научниот и писателски столб во формирањето на современиот македонски јазик. Најголемиот всушност непријател на македонецот му е македонецот. Сите велат, корупцијата е вирусна инфекција за општеството. Како од владина перцепција се изроди национална стратегија. Мала група на луѓе стекна моќ, богатство и територија. Почина Милан Бандич, градоначелник со најдолг стаж на Балканот. Како Загреб стана најчист и најпосетуван град, без скопската антика. Очито su imali ti koji su radili svoje razloge da to proguraju kod prioritet i naprave te monumentalne spomenike. Ja kad sam to vidio u Skopju, ja sam mislio da sam u Moskvi. Недела во која изненадувањата не изостануваат, но и нормално е очигледно, бидејќи стигнуваат од различни адреси и различни личности. Екс-премиерот Љупчо Ѓоргиевски излезе со рецепт за деблокада на македонско-бугарскиот јазо. Речи си во исто време, бугарскиот председател Радев бара активирање на разузнавачките служби на територија на Република Северна Македонија, за наводно, како што тврдат, повреда на правата на бугарите кои живеат тука. Следите ново издание на Трилник. На столчето од мојата десна страна, мој прв соговорник ќе биде поранешниот разузнавач и професор по безбедносни прашања, Маријан Николовски, кој го прашав како ги оценува поточно последните ставови од официјална Софија и инволвирањето на безбедносните служби на територијата на Република Северна Македонија. Значи, реакцијата на председателот по свикувањето на врвот на безбедносните служби на Бугарија, за да дадеме коментар околу реакцијата, многу е битно да ги разјасниме причините. Кои се причините за свикувањето на врвот на безбедносните служби и дали воопшто постојат причини. Но моето размислување оди во правец дали сега беше потребно ваквото нешто во период кога на некој начин имаме затегнати односи помеѓу двете држави, помеѓу Македонија и Бугарија, на прагот за отпочнување на преговорите на Македонија за влез во европското семејство, Бугарија кажа не. Но и покрај тоа, дипломатските односи продолжија, беа интензивирани меѓу двете влади, се со цел изнаоѓање на соодветни решенија за отворените прашања. Исто така и Историската комисија, составена од експерти, продолжи со својата работа со цел да се изнедат приближно решенија кои што ќе одговараат и за двете страни. Мислам дека председателите на двете држави со својот авторитет треба да делуваат во правец на намалување на затегнатостите и различностите помеѓу отворените прашања. Со самото ова реакција на председателот Радев, кој што во целата ова сите овие односи кои што настануваат меѓу државите ги вклучува и безбедносните служби, мислам дека оди во погрешен правец, односно доаѓа до натамошно разнебитување, односно на некој начин потешкоти во изнаоѓање на заедничките решенија. Познавачите на безбедноста им е јасно околу тактиката на работа на безбедносните служби на Бугарија, посебно нивните специфични методи во субверзивното дејствување. Ова на некој начин треба да представува и аларм за нашите безбедносни служби за да со поголема сериозност пристапат кон прибирање на информации околу делувањето на бугарската разузнавачка служба на територија на Република Македонија. Професоре, дали сега македонско-бугарскиот проблем од политички и научен сега станува и безбедносен? Мислам дека не, затоа што сепак ова е проблем кој што треба да се решава билатерално. Недозволиво е две земји членки на НАТО, каде што има одредени принципи околу ангажирањето на безбедносните служби, затоа што и безбедносната служба на Македонија и на Бугарија, нивна основна задача е заштита на темелните вредности на државата, на сопствената држава. Но и покрај тоа, и двете безбедносни служби се вклучени во прилог на заштита на интегритетот на НАТО алијансата, каде што мора да се почитуваат одредени правила кои што се поставени од НАТО сојузот, каде што и двете држави се членки. Дали на некој начин сега се будат
разузнавачките служби инсталирани не само во Македонија, туку и во регионот? Од секогаш Македонија била предмет на интерес на делување на странските разузнавачки служби, затоа што има значајна геостратегиска положба. Од тој аспект се чувствува влијанието, речиси, на сите разузнавачки служби пред се земјите од окружувањето. Но задача на тие безбедносни служби е посебно прибирање на временни податоци, информации кои што се поврзани со националната безбедност. Задача на разузнавачките служби е да делува надвор од територија на државата, додека спомнавме делување на странска разузнавачка служба на територија на Република Македонија. Нашата контраразузнавачка служба, односно ново формираната Агенција за национална безбедност, е таа најповикана служба која што треба да ги следи сите чекори во методите на делување на странските разузнавачки служби на нашата територија и да делува превентивно, односно да има навремени информации со кои што информации ќе се храни државниот врв во креирање на стратегијата за одбрано делување на странските разузнавачки служби. Затоа што разузнавачката служба на некој начин е продолжена рака на дипломатијата, односно делува во прилог на нивната надворешна политика. Разузнавачките служби, бугарските разузнавачки служби ќе бидат во улога на испитување дали статусот на бугарите, како што официјална Софија тврди, е повреден. Тоа е всушност и мешање во внатрешните работи на една држава. Јас пред малку споменав дека зборуваме за две суверени држави, кои што се партнерски држави и членки на НАТО алијансата. Точно во НАТО алијансата се знаат кои се обврските на безбедносните служби. Доколку постои одреден билатерален спор, постои дипломатијата и по пат на институциите ќе може да се разрешуваат билатералните прашања, а не со инволвирање на безбедносните служби на една иста алијанса каде што и двете земји се членки. Тоа значи, доколку има било какви отворени прашања. Бугарија имала индици за наводно кршење на правата на бугарите во Македонија, требала да ја информира и требала да го информира и НАТО? Бидејќи Македонија членка исто на алијансата. И дали НАТО или вообичаено треба да се побара решение билатерално, односно преку дипломатски пат, преку министерствата надлежни, Министерство за надворешни работи, кои што ние имаме безбедносна служба во Македонија, Агенцијата за национална безбедност, која што може да го преиспита дали е тоа така. Не да се ангажираат странски разузнавачки служби за да делуваат на оваа територија. Она што останува како дилема, зошто вие спомнавте дека тајмингот на отварање на ова прашање или ова иницијатива на бугарскиот претседател Радев помалку е индикативна. Доаѓа и во пресрет на изборите во Бугарија. Така. Се поставува прашањето кои се причините за таквата реакција на претседателот Радев, зошто во овој тајминг неколку краток временски период пред започнување на предизборната кампања. Дали се во прашање придобивање на нови гласачи и затврстување на позицијата на која што се наоѓа моментално, или пак истиот, како можна верзија, одигрува за некои од поголемите сили кои што имаат интерес за делување на овие пространства. Колку разузнавачките служби формираа свој кели во регионот? Задача на разузнавачката служба е да делува надвор од територијата на државата, по пат на преку дипломатско-конзуларните представништва, преку различни други модалитети. Секоја држава има свој модел на работење на своите разузнавачки служби. Целта е прибирање на информации од областа на политиката, од областа на безбедноста, на економијата, кои што информации ќе бидат битни во креирање на надворешната политика на таа држава. Кои модалитети ќе бидат применети, тоа зависи од држава до држава. Некои ги користат дипломатските конзуларни представништва, преку невладините организации. Вие ако направите анализа на изјавите на културниот центар во Битола, ќе видите многу поклапање со официјалната политика на Софија. Што значи делување преку експозитурите, односно невладините организации во странство, со цел прибирање на информации и затврстување на нивната позиција на тие пространства. Професоре, политика водена од разузнавање или разузнавање водено од политика? Интересно. Јас би ова одговорил да погледнеме успешните политичари во светски рамки. Ицак Рабин, поранешен припадник на МОСАД, успешен премиер на една
држава, каде што има стабилен безбедносен систем, стабилна држава. Андропов во Советскиот сојуз, сегашниот актуелен председател на Русија, Владимир Путин, е исто така поранешен припадник на разузнавачката служба, познатата КГБ. Од особено значење е поседувањето на информациите, затоа што во западната терминологија разузнавачките служби е интелигент сервис. Што укажува тоа? Интелигенцијата, кремото до интелигенцијата работи во делот на разузнавачките служби. Затоа што од способноста, квалитетот на информациите со кои што располагаат разузнавачките служби ќе зависи и креирање на безбедносната политика, а и воопшто безбедноста на определена држава. Од тој аспект и со таков приоритет треба да се приоѓа во функционирање на безбедносните служби. Препознавате ли во политиката на Радев продолжување на живковизмот? Не би можел да кажам, затоа што јас споменав неколку верзии зошто е ваквата реакција на председателот Радев. Времето ќе си покаже која е вистинската причина. Лично се сомневам во тие причини кои што се наведени за таквата реакција и повикување и вклучување на безбедносните служби. Времето ќе си покаже, но мислам дека не се тоа реалните причини. Сосема нешто друго е прашање. Што е според вас? Што се крие за тоа иницијатива? Веќе велите име се сомневам во целата таа идеја на Радев, намера. Причината која што се наведува од страна на председателот за наводното загрозување на правата, понатаму се споменува деловната просторија на културниот центар била откажана киријата и така натаму. Тоа се некои причини кои што нема такво значење за да се активираат безбедносните служби. Доколку има такво нешто, ние сме пријателски соседни држави. По пат на билатерална соработка преку институциите, тоа може да се реши. Македонија располага со државно предпријатие со стопанисување со деловен простор. Доколку се обратиле институционално, има решение и за такво нешто. Дали овој најнов развој во македонско-бугарските односи може да создаде дополнителен антибугарски анимозитет? Задачата на разузнавачките служби е да делуваат во прилог на креирање на една квалитетна безбедносна политика, односно во моментот имаме разидување по одредени прашања помеѓу Македонија и Република Бугарија. Тоа значи дека во тој контекст треба да се одвива и да се насочува делувањето на безбедносните служби за прибирање на вистински, реални информации врз основа на кои што ќе се донесе реална безбедносна проценка, а сето тоа да биде во прилог на една квалитетна надворешна стратегија со која што би настапувала државниот врв во натамошните преговори со Бугарија. Со бегството на сега веќе осудениот Мијалков се докаже дека системот некаде потврли. Но прашањето ми е, постои ли спрега помеѓу разузнавачките служби, тајните служби, полицијата, извршната, судската власт? Министерот Спасовски во минатото издание на Трилин, кој беше мој соговорник, да рече има кртови во институциите. Задача на безбедносните служби, ќе се задржам акцентот, ќе го ставам не на полицијата, туку на безбедносните служби, е да создава кртови во криминогените средини. Во оние средини каде што се креираат безбедносни ризици и закани. Што значи дека во тој контекст не се исклучени одредени лица кои што имаат криминално досие. Но тие истите може да бидат ангажирани во прилог на националната безбедност, за извршување на определени задачи кои што ќе бидат во прилог на националната безбедност. Лошо е ако тој калибар на луѓе кои што биле ангажирани на некој начин како помагачи, соработници на безбедносните служби, веќе можат да влијаат во креирањето на политика и едноставно да ја злоупотребат безбедносната служба за разноразни криминални, политички или други интереси. Постои ли спрега меѓу безбедносните служби и подземјето? Од секогаш постоело, но како што нагласив, потребно е да тоа лицата бидат контролирани и да работат во прилог на националната безбедност, а не и обратно. Доколку се дозволи да таков профил на личност кој што има криминално досие, кој што било ангажирано од страна на безбедносната служба, се вклучи во определени креирања или се инфилтрира
во институциите, во таков случај може да се скрене внимание, да скрене движењето на таа безбедносна институција во погрешен правец, односно да се изврши нејзина злоупотреба за разноразни криминални, политички влијанија и така натаму. Со бегството на екс-директорот на УБК Мијалков се наметна дилемата дали во Македонија е создадена длабока држава. Ние самиот почеток се определивме како држава за евроатлантските интеграции. Што тоа значи? Во конципирање на нашиот безбедносен систем треба да ги почитуваме двата принципи. Тоа градење на системот според уставното уредување, затоа што нашиот безбедносен систем треба да одговори пред се на потребите на нашиот уставен поредок што е и темелните вредности кои што се утврдени со уставот на државата. Но и покрај тоа ние треба да ги почитуваме принципите на градење на безбедносниот систем кој што ќе биде компатибилен со меѓународниот безбедносен систем, односно поточно кон НАТО алијансата. Голем дел од реформите се веќе завршени. Би ги споменал реформите кои што беа спроведени во Министерството за одбрана и армијата веќе успешно се носи со безбедносните предизвици во светски рамки. Исто така, изминатите неколку години сведоци сме на реформите кои што настана во безбедносните служби, нели експертскиот тим предводен од Рајха Прибе укажа на определени недостатоци во делувањето на безбедносната и контраразузнавачката служба пронешната УБК. Во тој контекст направени се длабоки реформи во безбедносниот сектор, при што од 2018 година зборуваме за неможноста повеќе за нелегално прислушкување, кое што во премата беше во рамките на УБК, донесен е закон за оперативно-техничка агенција, понатаму следуваше реформите и престанок на работа на УБК и формирањето на новата агенција за национална безбедност од август 2019 година, како и законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница, се со цел да тие аномалии на системот и злоупотребите на системот бидат сведени на минимум. Односно да зборуваме за еден компактен безбедносен систем, каде што ќе бидат намалени можностите за злоупотреба, а кој што ќе биде во прилог на безбедноста на сите граѓани во државата. Професоре, ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, следете интервју со универзитетскиот професор по безбедносни прашања и поранешен разузнавач Маријан Николовски. Мала група на луѓе стекна моќ, богатство и територија. Знаете како се гледа дали вие сакате да расчистите со корупција и организиран криминал или не. Сигурно не по акцијскиот план и по стратегијата на владата, тоа се само листи на желби и кривање на перцепцијата дека они нешто прават. Прашањето на корупција е социјален проблем. Не економски проблем. Е и економски проблем, но и е социјален проблем. Што прави корупцијата? Во оној момент кога граѓаните ќе разберат дека корупцијата ги прави посиромашни и понесрекни, тогаш може би граѓаните ќе бидат малку посамоуверени дека со поголем притисок и со стимулација на нова политичка енергија, тука се особено важни и медиумите, каде што да не заборавиме дека истражувачкото новинарство е помалку од 1%. Sve vlade zagovaraju istinsku decentralizaciju prije izbora, ali kad dođu na vlast, onda od te decentralizacije ne bude baš puno koristi. Oni ubiru porez, one najizdašnije poreze, a to je porez na dobit, PDV, znači porez na potrošnju, carinu. A zadnja izmjena zakona o porezu na dohodak je gradu Zagrebu također vlada ova koja je prije godinu dana i u kojoj ja participiram u Saboru. Ostaće grad Zagreb kraći negdje za oko 400 miliona kuna. U konačnici uvijek uzmu tamo gdje ima. Владата излезе со акцијски план за борба против корупцијата. Најпрво, кон корупцијата гледа со знакот на перцепција, дека тоа било перцепцијата на граѓаните. За одеднаш, откако увидоа дека во борбата против корупцијата се немокни, направија стратегија, акцијски план. Но дали акцијскиот план ќе даде резултати или тоа е само еден бел лист хартија? Добре дојдеш за мојата колешка Сашка Цветковска. Цветковска, како ви изгледа борбата против корупцијата која најави владата? Генерално, борбата против корупцијата која најави владата ми изгледа несериозно и смешно, но ова не е првата борба со корупција која ти ја најавуваат.
Тоа беше платформата Правда, борба со корупција и организиран криминал. Беше она што успеа да го покрене граѓанството непартиско или разочарано од сите други партии во 2015-та, 16-та, 70-та, кога тие дојдоа по толку време, успеавме нели да го промениме претходниот така наречен режим или автократот Груевски, да речеме. И тогаш ветувањата беа големи. Изборната програма се базираше на специфични големи реформи и ветувања, како избор на нов обвинител на избори. Многу од тие работи не се случија, да не речем 99% не се остварија, еве како изборот на јавен обвинител, од кој што зависи колку ќе биде квалитетна борбата со корупција и организиран криминал. Најпосле, на оваа влада и се виде соодветно да номинира, бидејќи на предлог на владата се бира државниот јавен обвинител, или со нивна подршка да номинираат Вилма Русковска, која што сите знаеме дека беше во првата постава на Оделението за организиран криминал и корупција, која се формираше при јавното обвинителство во време кога негов прв шеф беше Јован Илиевски, баџанекот на Сашо Мјалков и сите оние обскурни лица од минатиот систем, па и од овој кој веќе ги знаеме. Затоа, кога многу пати ќе ги промашите чекорите и нема да ги остварите ветувањата, нормално е дека овој акцијски план на владата не може да изгледа поинаку, освен како обид да се влие на перцепцијата на граѓаните дека нешто се прави. Според индексот на корупцијата сме на дното. Во јавноста преовладува мислењето дека и едните и другите краделе. Ако за ВМРО ДПМН за време на мандатот на ВМРО ДПМН печат остави Скопје 2014, што за вас остава во овие изминати години владењето на Заев и неговите соработници? Моето најголемо разочарување е што тие не променија ниту еден од клучните закони или клучната пропратна легислатива како правилници кои што ги овозможија најголемите криминали како оттуѓување на државно јавно земјиште, концесиите со малите хидроцентрали и други штетни политики. Например, урбаната мафија, како што ја нарекуваме, беше еден од најголемите проблеми. Па неброени пресови одржа луѓето од СДСМ кои денес се во на раководни места, во кои што детектираа проблеми од урбанизмот, каде што високо експонирани политички и бизнис луѓе со помош на приватниот сектор, банките и други институции успеа да приграбат огромно државно земјиште и на него да преку промени на урбанистичките планови кои пак се случија со помош на промени во законите, мала група на луѓе стекна моќ, богатство и територија. Едноставно тоа е територија. Ние денес имаме дивоградба во центарот на Скопје, на улица Македонија, нема да ви ја кажем која, бидејќи наскоро ќе читате Нирола, која што е почната во времето на ВМРО, еден познат бизнисмен кој успешно преживува со двете политички опции, па дури и со оваа третата дуи. И едноставно ништо не се направило после тоа. Зошто не се промени? Што ги спречи Заев, Бочварски, Сугаревски, сите тие луѓе да го променат правилникот за оттуѓување на државно градежно земјиште? Вие како Горан Шумовски, што мислите колку чини метар квадратен во Маврово ако сега сакате да градите викендица? 1 евро? 2-3? Толку е ако сте инвеститор. Градежен и сакате да градите зграда у Маврово. Тоа е само еден пример. Тие беа, например, законите преку кои што ВМРО ДПМН ја создаде целата своја империја. Целиот случај империја се базира на вакви купи-продај и манипулации со држава. Зошто не го променија правилникот? Знаете што треба да се смени правилникот? Мала група од 5 луѓе и 10 работни дена. За некои работи не можеме да зборуваме дека едноставно не се правеле, не може да се направат, немало луѓе е последно. Во светот нормално е при вршење на трансакции да се земе одреден процент на провизија, најчесто од 5 до 10%, но кај нас очигледно тој принцип на дај ми го нати го идат до 50-70%. Лесно е провизијата да биде висока кога валутата со која што тргувате се државните ресурси, државниот имот и државните пари. Ме разбирате? Многу е лесно. Каде се парите? Каде се парите? Парите сека една мала група на луѓе
проширена и надградена со нови пријатели, кои се обидуваат да ги дограбат и оние малку ресурси што останаа. Факт е дека на оваа влада малци е потешко да ги оствари своите ветувања поради девастирање на институциите и од претходната влада и од оние пред нив, тоа одело и на крај веќе експлодира. Но факт е дека не видовме ние вистинска волја за расчистување со корупцијата. Едноставно не ја видовме. Знаете како се гледа дали вие сакате да расчистите со корупција и организиран криминал или не. Сигурно не по акцијскиот план и по стратегијата на владата, тоа се само листи на желби и кривање на перцепцијата дека они нешто прават. Прашањето на корупција е социјален проблем. Не економски проблем. Е и економски проблем, но и е социјален проблем. Што прави корупцијата? Корупцијата го намалува квалитетот на услугите од јавните институции поради одливот на пари, каде што не треба да се одлеат, наместо во квалитетни услуги и сервис за граѓаните се одлеваат на друго место. Потоа во бизнис секторот тоа се пресликува поинаку. Трошоците екстра од провизии и од све и сашто ќе се наплаќаат кај крајниот потрошувач, кај граѓаните. Зошто е социјален проблем? Затоа што прво ги демотивира вештите, прогресивни, честни и искрени граѓани кои сакаат да допринесат во подобрување на животот на луѓето. Потоа го јаде јавниот сектор, го јаде приватниот сектор и спречува било каква развојна компонента на општеството, едноставно било каква. И на крај влијае на фер дистрибуцијата на ресурси и на можности на сите граѓани. Затоа Македонија е длабоко поделена и земја каде што нееднаквост е една од највисоките во светот. Цветковска, како да им се скратат пипците ако и едните и другите соработуваат меѓу себе, иако јавно се препукуваат? И двете, да речеме, двете наголеми еве партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ, постојано нивните пресови секојдневно се за некакви обвинувања за корупција или криминал. Тоа укажува дека на површината укажува дека тоа може би ги интересира тоа прашање. Сите сме се согласиле и во милион стратегии дека тоа е најголемиот проблем во општество 20 години. Гледаме ли ние некакви, дали некои од партиите кои бараат доверба од овие граѓани, не само големите партии, имаат посебни институционални капацитети за анализа, истражување, предлагање идеи, обучување на идни кадри кои би се справиле со корупција и криминал. Бидејќи таква каква што вие деловната култура дома, таа ќе се преслика во институциите. Во оној момент кога граѓаните ќе разберат дека корупцијата ги прави посиромашни и понесрекни, тогаш може би граѓаните ќе бидат малку посамоуверени дека со поголем притисок и со стимулација на нова политичка енергија, тука се особено важни и медиумите, каде што да не заборавиме дека истражувачкото новинарство е помалку од 1%. Кога сме кај истражувачкото новинарство, како вие стигнувате во трагите на организираниот криминал и корупција? Многу е едноставно, се што ова е глобален свет, членови сме на глобално семејство, на меѓународниот проект за истражување на организиран криминал и корупција. Комуницираме со колеги од цел свет, ако сега се појави некоја фирма во Украина, ние веднаш ќе знаеме ај на македонец, на пример. Со тоа што работиме со тех експерти, дата истражувачи, едноставно новото време побарува и реконструирање на тоа што е медиум и што е нашата работа. Во времето на иновации ве носат да бидете побрзи и поефикасни. Во времето тврдам на дека на јавното Груевски обвинителство нема дата тим, нема дигитален ресерч тим, нема технологија. Мислам, ние дури да има волја е невозможно да се направи нешто. Тоа го видов акцијскиот план дека ќе се помогнало околу тие работи. Се надевам дека не е само wish list. Во времето на Груевски медиумите се жалеа за нетранспарентност и затвореност при добивање на информација. Да. Точно. Денеска да побарате информација, доколку имате некакви индици информации за криминал и корупција во високите ешелони. Многу е полесно да стигаме преку документи. Знаеме какви документи да побараме. Пречки има. Особено ако следите меѓународен криминал и корупција и се вмешани други држави, тогаш институциите не се толку отворени. Прашањата за животна средина исто така се затворени. Прашањата за ЕУ фондовите не се многу транспарентни, но морам да кажам дека разликата е светлосни години. Факт е дека добар дел од нашите истражувања во последните 3 години се направиле благодарение на
тоа на реформите кои ни дадоа поголема достапност на јавните податоци и отчетност. И тука веројатно да бидеме фер, и тоа може би влијае граѓаните да зголемат својата перцепција за корупција, бидејќи колку е поголема слободата и повеќе се зборува за тие работи, во ред е да се крене перцепцијата, меѓутоа тоа не би требало да биде нешто што го фрустрира вице-премиерот, туку би требало да го мотивира да направи подобар акцијски план со конкретни методи како овие работи ќе се менуваат, бидејќи ние ќе го смениме судството, тоа и знаете малце памфлетски и естрадно. Цветковска, почнавме со акцијскиот план за борба против корупцијата и индексот на корупцијата, ќе завршиме со криминалот. Продолжува ли и понатаму таа спрега помеѓу власт, извршната, судската, бизнис елита? Одредени луѓе од оваа влада, дел од нив на високи позиции, дел од нив на други раководни позиции, се уште се деловни партнери со истите и добар дел од претходните осомничени и се уште продолжуваат истите практики во кои што бизнисот пред се банките и здружени со институции како царината, здружени со институции како инспекцијските совети, здружени со лица од високи партиски функционери од повеќе партии, продолжуваат да ги злоупотребуваат за лична корист државните ресурси во обскурни договори за кои немаме никакви информации, бидејќи да, постојат и документи, како што реков, кои се уште не се даваат, како например оние многу јавни приватни партнерства што се најавија, а за кои ние се сомневаме дека не постојат документи врз база на кои што се направени овие процеси. Дефинитивно, ако ме прашувате мене, не партиите, туку оние кои што ги финансираат изборите, ги поседуваат институциите. И тоа треба да не загрижи. Следете разговор со Сашка Цветковска од истражувачката репортерска лабораторија. А ние продолжуваме понатаму со следниот соговорник за ова издание на Трилинг. 6 пати да те бира за градоначалник на град како што е Загреб. Кажува многу. Загребчани се посебна сорта, специфична категорија Хрвати, стерилни во барањата, остри во критиките, секогаш умерени во глорификациите. Такви се и за спортот, и за културата, и за политиката, за се. Имам повеќе пријатели во овој град, а еден, не му го пишувам името поради позицијата која имаше. За Бандич ми го рече следново. Знаеше што Бог ги прави. Бандич во себе го има загребското. И тоа му е најсилниот аргумент. Кај загребчани што го сака. Го гласам и јас, иако знам жестоко да го искритикувам. Бандич беше градоначалник 6 мандати. Важи за градоначалник со најголем стаж во регионот. Пред речиси 4 години имав можност во Хрватската метропола да правам интервју токму со градоначалникот на Загреб. Pa je da, ali ja vam moram reći da su ja sam za ovih 17,5 godina promijenio 7 vlada od 2000. do danas. Sve vlade su zagovarile decentralizaciju, a svaka ta decentralizacija, izmjena zakona kako se vlade mijenjale, je uzeto iz zagrebačke kase skoro 4 milijarde kuna. Mi bi trebali imati sad proračun negdje 11,5-12 milijardi kuna, imamo ga 7,5 milijardi kuna ili milijardu eura. Tako da sve vlade zagovaraju istinsku decentralizaciju prije izbora, ali kad dođu na vlast, onda od te decentralizacije ne bude baš puno koristi. Oni ubiru porez, one najizdašnije poreze, a to je porez na dobit, PDV, znači porez na potrošnju, carinu. A zadnja izmjena zakona o porezu na dohodak je gradu Zagrebu također vlada ova koja je prije godinu dana i u kojoj ja participiram u Saboru. Ostaće grad Zagreb kraći negdje za oko 400 miliona kuna. U konačnici uvijek uzmu tamo gdje ima, ne, a u Zagrebu bude malo, ali mi bez obzira na to što nam uzimaju, ne smijemo sjediti skršteni ruku, moramo raditi i nekukamo. Grad Zagreb se razvija, grad Zagreb realizira svoje projekte, grad Zagreb je odgovoran jer se domaćinski odnosimo prema onome što su naši izvorni prihodi. Хрватските граѓани велат Бандич знае да игра со сите гарнитури.
со сите досегашни, па и актуелната гарнитура владина во Хрватска? Pa nije tu Bandić toliko bitan, koliko je bitan grad. Ne može se kvalitetno ili najkvalitetnije voditi glavni grad koji je by the way 40% gospodarskog potencijala Hrvatske, koji je politički, kulturni, gospodarski centar u kojem su smještene sve institucije ove zemlje. U biti on pola Hrvatske. Teško predsjednik vlade može najkvalitetnije voditi državu ako nema dobar odnos sa čovjekom koji odgovara za pola Hrvatske u inim pogledima. Prema tome, sretan sam da postoji taj odnos, korektan, partnerski i on ide svojom uzlaznom putanjom. Kapitalni projekti Grada Zagreba i Republike Hrvatske, pa i zajednički, se ne mogu razviti i realizirati bez te kvalitetne suradnje. Razvijajući Grad Zagreb, partnerski surađujući sa resornim ministrima i vladom, omogućim brži razvoj, još kvalitetniji razvoj Grada Zagreba, a onda, budući da je Zagreb skoro pola Hrvatske, onda i pola Hrvatske. I na tom tragu suradnja treba biti konstruktivna, treba biti partnerska, a nikako, kao što ste vi rekli, ucjenjivačka, jer to nije moj stil. Mi nudimo rješenja, Grad Zagreb je rješenje, a ne problem, i ne bi željeli nikakav problem stvarati. Загреб остана верен на старата архитектура. Неодамна бевте во Македонија. На што ви личи Скопје? Pa dobro, Skoplje se razvilo, ja sam nisam baš često dolazio u Skopje, bio sam ovo ljeto u Skopju i Tetovu sa prijateljem Zimom Redžepijom koji je iz Tetova, koji ima jedan od bliskih suradnika. Posjetio sam Alkaloid, imao čast prije izbora posjetiti aktualnog premijera Zajeva. Interesantno mi je bilo s čovjekom popričati koji je vodio Strumicu u 2-3 mandata, bio gradonačelnik Strumice, čovjek koji zapošljava par stotina ljudi, proizvodi najbolji ajvar i pinjuru u Makedoniji i šire. Jedan okretno sposoban mlad čovjek koji je ulio povjerenje, pa i novi gradonačelnik Skopja, ja sam osobno dao podršku i čestitao, a gradonačelniku Skopja i poslao poruku podrške sa Jelačić placa. Mislim da Skopje uz malo više truda, a ja se nadam da će to sada i aktualni gradonačelnik, ako sam bio prijatelj i dobar sa starim gradonačelnikom, svaki novi čovjek koji dođe će napraviti neki novum ili će onda dobiti mandat 2, 3 ili će otići nakon tog mandata. Можев да забележам дека градот е чист, дека безпрекорно функционира. Како успевате да го менаџирате и вака да се одржува? Ja priznam da sam učio od mojih kolega iz Evrope, koncem 90. i početkom 2000. godine prije nego ću postati zagrebački gradonačelnik, a sada sam u nekim stvarima bolji od tih mojih učitelja ili profesora. Na to sam ponosan sam na to zajedno sa svojim sugrađanima. Imamo najčistiju evropsku metropolu, definitivno, ali imamo nešto još što nema nije dotle istančano, razrađeno i odgovorno nijedna evropska metropola. To je zagrebačka multikulturalnost, zagrebačka multietičnost, zagrebačka multikonfesionalnost i zagrebačka otvorenost i sigurnost. Kako vi se gleda projektот Skopje 2014? O ukusima se ne raspravlja. Očito oni koji su to radili imali su razlog da naprave, a koliko sam vidio da je to monumentalno i da je to koštalo dosta. Prema tome, treba pitati one koji su radili. Da li su pitali građane je li to prioritet ili nije u Skopju to bilo raditi ili je bilo prioritetnijih projekata. Tako da ne bi nikoga sudio, još manje konfrontirao, ali očito su imali ti koji su radili svoje razloge da to proguraju pod prioritet i naprave te monumentalne spomenike. Ja kad sam to vidio u Skopju, ja sam mislio da sam u Moskvi. Еден век од раѓањето на Блаже Коневски. Коневски оставил две помалку антологиски пораки. Првата, јазикот е нашата татковина, и втората е повеќе писателска, мистична. А тоа е дека песната не ја пишува, туку дека ја открива. Во ово издание на Трининг, мој соговорник е доктор Борче Арсов од Институтот за македонски јазик,
Тој 3 години беше и лектор во лекторатот во Париз, добитник од кабинетот на председател Пендаровски за млад, најуспешен научник во областа на хуманистичките науки. Добре дојдовте во емисијата. Добре, најдов. Господин Арсов, како вие би го презентирале од денешна временска рамка Блаже Коневски? За Блажа Коневски може многу да се зборува и навистина еден кус дел од емисијата ќе биде навистина мал мој придонес во врска со тоа колку ние се восхитуваме, ние како македонисти, и тоа не само како лингвисти, јазичари, туку воопшто македонисти сватено пошироко, на делото и на работата на Блажа Коневски уште од почетоците негови, па се до неговото заминување од физичко заминување, би рекол, затоа што тој е присутен се уште постојано на секое наше предавање, на секоја наша конференција и речи си да нема труд поврзан со македонскиот јазик, каде што неговото дело, неговата работа, пред се зборувам за она лингвистичка, научничка работа, не е презентирана и денеска. Па еве 100 години од неговото раѓање, ние уште и понатаму ќе зборуваме за тоа колку голем, колку велико име е Блажа Коневски во науката за јазикот воопшто, во науката за македонскиот јазик и пошироко за македонистиката. Академик Ѓорги Стардел во своето писание за македонските писателски столбови има напишано: се што се зафати Блаже Коневски, се што тој допре е нуркање во најдлабокото. Неговото научно, лингвистичко, литературно, историско и поетско дело се исклучително духовни подвиси. Господин Арсов, кој однатре се обидува да го обезличи македонскиот јазик и зошто се доведовме до негација од надвор? Навистина интересно прашање. Цитатот е одличен во врска со длабочината на Коневски и јас на тоа пред се и би сакал да се задржам, затоа што и тоа е најмалку што може да го направиме од оваа перспектива за сето она што Коневски го има оставено. Во врска со тоа ќе се надоврзам на крајот на вашето прашање, а тоа е кој однадвор и зошто однадвор некој сака да го негира македонскиот јазик. Тоа е всушност прашање за кое што одговор може да ви даде политичката јавност. Значи политичарите, односно повеќе би го гледам како политичко прашање. Од моја научна, односно научничка гледна точка, можам да кажам дека не постои ниту мало сомневање од наша перспектива, македонистичка, македонска, научничка, која што би подклекнала, да кажам, на некој начин на сите тие напади, кои што дури јас веќе не ги дефинирам ниту како напади, туку повеќе како смешни провокации, кои што имаат и таков изглед всушност на памфлет, повик некаков за да се чуе тоа мислење кое што е очигледно старо, но очигледно повторно се јавува сега како еден вид на ремитологизација на таа бугарска идеја на, ќе мора да кажам, дел од научната јавност во Бугарија, бидејќи верувам дека не станува збор за размислување на севкупната научна фела која што го дели тој став. Најголемиот всушност непријател на македонецот му е македонецот. Поради сите овие превирања, шпекулации и да кажам, точно така, шпекулации и превирања кои што се случуваат и сме сведоци секој ден внатре во нашата држава, врзани со македонскиот јазик, само тоа можеме и да си го представиме како една замисла, како една вистина, ајде да кажам. Коневски вели: од нас зависи дали нашата јазична средина ќе биде загрозена или не. А што во нашата средина има луѓе недоволно и образовани и самосвесни да ги ценат тие успеси и да ја читаат таа литература и да се воспитуваат на неа и својот јазик да го градат на неа, тоа е друго прашање. Тоа е прашање на самата зрелост на нашата средина и тука има многу компоненти. Треба тоа да се расчлени. Ова е некаде крајот на 80-тите, почетокот на 90-тите години, зборувам за ова интервју, не би го дефинирал интервју, овие разговори, и забележуваме дека, еве, колку години, колку децении потоа,
мислам дека се среќаваме со слични проблеми. Внатре зборувам. Колку македонскиот и бугарскиот јазик говорно се идентични? Гледате некакво сврзно ткиво? Македонскиот и бугарскиот јазик се дел од групата јужнословенски јазици во рамките на словенските јазици. Знаеме, има источнословенска и западнословенска група. И во рамките на јужнословенските јазици македонскиот е најблизок со српскиот, а потоа и со бугарскиот јазик, да не речам потоа, можеби е поблизок со бугарскиот јазик. Но ако да зборуваме за идентичност од оваа денешна перспектива е апсолутно смешно, бидејќи постојат примери, постои цела наука, вратите на Институтот за македонски јазик, но и на останатите институции задолжени за проучување, афирмација на македонскиот јазик, исто така се отворени, има наука, цела книги, томови кои што веќе електронски се достапни, каде што може да го најдете одговорот на ова прашање. Може широко да зборуваме, македонскиот и бугарскиот јазик може да се најблиски во поглед на останатите словенски јазици, но дека се идентични, тоа би било смешно. Тоа би било смешно да се каже, и тука зборувам на сите рамништа на јазикот, почнувајќи од фонолошкото, односно фонетското рамниште, преку морфолошкото, зборообразувачкото, лексичкото, синтаксичкото и така натаму. Дали вие препознавате во моментот ребугаризација? Не. Може да препознам ремитологизација на бугарската агенда, ако можам така да ја наречам, уште од времето кога Конески им има одговарано, значи тоа е сигурно, ја знаете, она позната книга по повод новиот напад на македонскиот јазик од 48-та година, тоа се всушност тие битки кои што ги споменав и претходно. И да, тоа е ремитологизација затоа што тоа е оживување од политички причини, само од политички причини, никако не можеме да кажеме дека тоа е научно издржано во 21. век. И тоа, внимавајте, тоа е еден страшно застарен, хегемонистички пристап од страна на, внимавајте, дел од академската средина на една земја членка од Европската Унија. Блаже Коневски во еден период важеше и го нарекува џуџето од Небрегово. Препознавате на кого алудирам? Препознавам, но мислам дека врз основа на сето она што го кажав и сета моја почит кон Коневски, не би сакал ниту да го изговорам, а уште помалку да го коментирам ова. Кој тоа се обидува на некој начин едните да го величат Коневски, другите да му наоѓаат мани? Ова е 100 годишнина од времето од раѓањето на Коневски. Ако е роден во 1921 година, колку години имал Коневски при стандардизацијата на АСНОМ? Значи 23, 24 години. И замислете која е таа, за интелектот не можам не сакам ни да зборувам, мислам тоа е нешто на што ние сите македонисти се поклонуваме. Што вели тој за себе како професор? Јас како педагог дојдов до едно сфаќање и го изрази во една максима. Јас велев, подеднакво ми се драги и добрите и слабите студенти. А зошто? Добрите го усвојуваат нашето знаење, но и нашите заблуди. А слабите не го усвојуваат нашето знаење, но се ослободени од нашите заблуди. Така што, во развитокот, во конечниот резултат, и едните и другите придонесуваат да се постигне нешто добро. Ова намерно го прочитав во овој контекст, затоа што сметам дека за жал, се уште на младите не им се дава толку простор во нашата академија сватена пошироко во академската средина. Разговаравме само неколку месеци откако започнавте, бевте вработени во Институтот за македонски јазик. Тогаш се сеќавам и споменавте дека вие сте прв после речиси 20 години примен во Институтот за македонски јазик. 14 студенти се запишани на катедрата за македонски јазик и книжевност. Така ли ќе го промовираме јазикот? Така е. Она што недостасува, јас можам, да кажам... И до ден денес, после вашето вработување, нема нови кадри во институтот. Она што се случува е дека постојано сега ние се надеваме, јас верувам од она што го слушаме во јавноста, дека ќе има вработувања, конкретно зборувам за Институтот за македонски јазик, меѓутоа, за жал, досега немало. Како да привлечам некој да студира македонски јазик, ако тој потоа не знае што ќе работи? Кога гледаме каква е состојбата со
Еве медиумите ќе ги земам предвид. Употребата на стандардниот македонски јазик, онаму каде што најмногу треба да се користи, потврлува. Тоа не е само прашање на научниците, тоа е прашање и на секој поединец, без разлика дали е македонист или не, зошто и колку го користи стандардниот македонски јазик. Тргнуваме понатаму, значи тоа конкретно со обработувањата го ставам како знак за лекторите по македонски јазик. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во Трилинг. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, следевте интервју со доктор Борче Арсов од Институтот за македонски јазик. Се надевам дека и во изминативе 50 на минути го задржавме вашето внимание. Довидување и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути на телевизија 24. Довидување.